Добро вечер. Добро дојдовте во петата емисија од 12-та сезона на Миленко Неделковски шоу, единствениот слободен медиумски простор во Македонија, независен од било која политичка опција, лева, десна, средна. Сега средната е највака модерна. Независна од странски амбасади и амбасадори, од тајкуни, единствениот слободен простор кој остана со овие минути секој петок. Вечерва големо задоволство ми е да ви представам дека гостинка ќе е таа што постојано ја барате од мене и ја очекувате, а тоа е мојата колешка Мирка Велиновска. Мирка, добро вечер. Добро вечер. Ние со колешката Мирка сме обележени овдека, сметајки дека сме во поробена држава, поробен народ, кој е бележен, нешто слично како што биле бележени евреите за време на нацистичка Германија. Па со тоа и ќе почнам. Мирка, како се чувствуваш вака бележена, вака... Добро, ние решивме сами да си врземе знак со кој беа обележувани евреите како, така да речеме, како народ за отстрел. За истребување. За истребување. Ништо поинаку не е и денеска, освен што е опаковката, нели, демократска, напредна, западна, не знам каква, се работи за чист облик на фашизам, за земја која е окупирана од американско-европски, така да го речам, комплот фашистички или неофашистички, а имаме и квислиншка влада. Како и? Како што, па видите, секој окупатор, за да го завладее теренот, мора да има своји домашни контрактори. Значи, луѓе без идентитет, без интегритет, одчовечени, однародени. Стандардна формула, стандардна процедура. Само е друго времето. Вишиева, Франција, Све е тоа, Квислинг. као што беше квислиншка цела Европа во предвечерието на Втора светска војна, така и сега. Ништо не е сменето. И решено е кои народи треба да бидат истребени. Да. Македонскиот више е еклатантен пример, дури значи за евреите не им се оспоруваше име, идентитет, напротив, како таков еден субјект требаше да биде истребен. А македонскиот од почеток е непризнат од истиот тој западен свет, непризнат народ, игнориран, негиран, и тоа со таа разлика што не сакат они да трошат или да се ги валкаат рацете, да не пикнат во концлогор, ја претворија Македонија во концлогор, а бараат самите да се истребиме, да се обезличиме, односно да се уништиме. Да се самоубиеме. Да. Според тоа, ова е символ на таква една операција. Секој македонец, значи, етнички или, да речеме, јазично определен, традиционално идентитетски определен македонец, треба сам да си врзе вакво. За да се разликува од ГМО народот, генетски инженерски произведен во лабораториите на новите Менгелеа, кој не знае што значи македонски јазик, па се тргува со него, кој го обезличуваат значењето на символите, односно на зборовите како символи, па не знаат дека го зборуваат македонскиот јазик, не знаат зборовите што значат што ги употребуваат во секојдневната комуникација. Значи, ние ова треба да направиме квалитетна разлика меѓу нас, меѓу народ, нас, македонци, и оние кои тоа веќе не се.
Значи, со трансджендер операции. Ова е многу значен символ и треба да им значи нешто на политичките партии во Македонија, бидејќи тие уште глумат дека живееме во демократски свет во кој се знае дека гласачите се всушност суверените, владетелите, собствениците на државата. Кога суверените во одреден, во Македонија, во мнозинство се македонци, а сте ги избришале од вашите политички програми, платформи за настап, вие всушност кажувате дека не ги сметате за гласачко тело. Ако не ги сметате, имате не ги сметате и за собственици, за суверени на државата. Но имате два начини како да се однесувате. Или како СДСМ, односно СДС или не знам што е таа. Тоа више не е партија, сум рекла повеќе пати, тоа е диагноза, болеста во Македонија. Ако сте СДСМ, тогаш вие ќе си увезете народ што ви одговара. Операцијата на населување на мигранти или префрлање на албанци летечки гласачи од целиот регион овдека или фингирате избори, а всушност кутиите ви ги напунили со директива, ги подпишал, да речеме, окупаторот, вие го имате тој модел. Тој не смета на македонци. Значи, тој субјект политички не се обраќа на како македонци. Трифун Костовски, што бараше, што не му одговара Скопјани да се заменат со Виенчани. Со Виенчани, да. Така е. Значи, кога имате таков субјект, си имате најасно вие... Чиста ситуација. Многу е чиста. Не те сака тебе, ќе си земе друг. Не, он не ја признава Македонија, не го признава македонскиот јазик. Не Збориме признава за СДС. Црпко, за структурата околу Црпко. Тие се модерно кажано, или аналогија ќе направам, тие не се веќе луѓе, тие се трансджендер политичари. На нив не им треба класична или старомодна заедница, колективитет, која се заснова на заеднички јазик, традиции, историја, култура, семејство, Фолклор, да. све. Јазик, значи, ништо такво не им треба. На нив им треба аморфна маса, пластелин, нов, да речеме, хуманоиден вид, значи, без арбет, На робови. буквално луѓе без самосвест, без идентитет. Амеби. Нови идентитети создаваат. Нели, до сега стигнавме, еве, беа 32, сега се 58. Значи, човек дрво, што знам, човек камен, човек ѓубре, глиста, не знам. Си прават социолошки, психолошки, генетски инженеринг на нови видови, нови подвидови, пошто овие демек традиционалните се демоде. Овој овде нашиот, како го крстиме? Муртински. Не знам, што знам, ја него го сметам за пантличара, да речеме. Сега некој таму си има... Човек пантличара. Па да, учипен у црева, што викам у човечка канализациона мрежа и живее од измет. Супер. Нема што тука, нема идентитет, нема само спознаја за себе дека е дел од македонска заедница, така. Си живее како роб. Сега класификацијата внутре е во рамките, значи, она што мене ме запрепастува, македонскиот народ во тешки окупациони услови во кои западна, каде што веќе држава Македонија не постои, институциите се услужен центар на амбасадата Лидери, во Кале. Имаш служители таму поставени по партиски заслуги,
по послушност, не знам кои им се критериумите. И имаш уште една политичка групација која е во опозиција, која ја сакаме ние, кој сакаме, ја нема да употребувам политички коректен говор и да глуматарам, Ниту ја. фактички ја предадоа на тацна државата. На првава опција. Ова не е опција. Опција може да биде... На патличарската опција, у таа смисла. Тоа се, како да ти кажам... Ја предадоа државата на кого? На вирусот, кој го убива организмот. Доброволно. На болест. Ја предадоа без трошка, како да речам, отпор. Ама тоа се нашите две политички опции. Оваа патличарска. Вака, не се тоа опции, пак ќе повторам. Добро. Тоа се представници на политичка класа. Добро, тоа се нашите две политички класи. Политичка класа, курсисти, на кои ми е испран мозокот. Во Кумровец. Во некој Кумровец. Кумровец, Брисел, Вашингтон, дома. Значи, буквално луѓе кои изгубиле компас. Тие не се народни представници. Ни едните, ни другите? Никој. Ни СДСМ, ни ВМРО ДПМН. Ние верувавме во последните 10 години дека ВМРО ДПМН има повеќе не памет, него повеќе искреност кон македонскиот народ, видовме дека нема. Односно, раководството на таа партија имаше шанса, ја тоа еднаш го кажав, на почетокот на кризата, со тие бомбите на Заев, и кажав, Груевски како лидер, во кој народот имаше најголема доверба, гледајќи ги неговите постапки, неговите дела, неговите политички одлуки, веруваше во него, наеднаш, мислам, имаше шанса да биде, како го вика тоа спартанциве, или на штитот, или со штит. Или ќе победе, или ќе умреш на штитот, односно као водач на овој народ. Он избра на штит, уште полошо, на штитот, ама полужив, односно физички жив. Со тактиката што ја избра да се спротистави на окупацијата за која беше предупредуван дека ќе му се деси, он како постапи? Не излезе да го измотивира народот да тргне со него и да направи таков жесток отпор, да на било каков Бејли или бриселски или Могерини тим ќе му биде тешко да се носи и да предизвика, да речеме, граѓанска војна или да направи, да и објави војна на Македонија. Дали преку албанци, дали преку овие соросоиди, свеедно, ќе беше многу тешко да се оправда пред светот. Поготово што сите се фалеа дека го пацифизирале Балканот. А македонскиот народ никаков повод на сите провокации што ги праќа за меѓуетнички судар, за внатренационален, внатрепартиски судар, ниедна не успеа. Вие треба со нешто да се оправдате. Значи, мора да извадите некаква епрувета да мафтате, нели? За да дигнете авиони на тој или на не знам шо. Ке нас ништо од тоа не се деси. И сега, како да ви кажам, остана она што е болеста на западниот свет. И во европските држави, и во Америка, која беше креатор на вакви политики. И јас најде и неа истото што и секоја жртва. Значи, естаблишментите, традиционалните естаблишменти, поделени у партии леви и десни, изгубија секаков кредибилитет пред народот, пред реалниот господар на сите држави, на секоја држава. Никој не им верува.
Јас и ти ова го разговаравме 2009 година која рековме. Пред 8 години. Толку има да се менува. Светот да нема да го препознаат. Овие елити ќе пропаднат, бидејќи не научија ни една лекција, се одвоја. Политичката партија мора да има гласачко тело на кое се обраќа. Затоа се определени, нели, од античко време до сега, леви, десни, не знам што. Имаат гласачко тело кое им е стандардно. Левицата се обраќала, да речеме, на работништвото. Десницата се обраќала на капиталот, на трговските, на средна класа. Левицата, бидејќи работништвото работело во разни индустрии или делови од стопанството. И така се поделиле, да речеме, оние што работеле во железарска индустрија биле со десница. Овие што работеле во памучна индустрија, текстил, биле со левица. Зависи во која земја. Овде кај нас, од моментот кога монструми како Тони Блер и Бил Клинтон решија да ги нивелираат тие разлики и да направат чекор понатаму, измислија среден пат. Трета опција, ни риба, ни девојка. Во тој момент, овие од лево, од социјалдемократи до социјалисти, почнаа нагло да се приближуваат кон центар. Кон капиталот. Стана до таму, до тој апсурд дојдовме, да станаа поддржувачи на крупниот капитал на овие, како да ги речам, трансконтинентални компании, конгломерати. А десницата? И го прогласија тоа либерален, демократски, не знам каков капитализам, апсурд. А десницата тргна од конзервативна, тргна да се трансформира во народна, па сега гледаш, идат кон граѓански. Тоа и кај нас исто. Кај нас смешната страна на сето ова е дека е ова пробање да се ресетира времето, ама назад. Како ќе прави, да речеме, ВМРО, ДПМН, па со таков слоган излегуваат нова ера со стари решенија кои веќе се изdzипани, издрндани и непродуктивни. Новата ера на Тони Блер, да кажеме, и на Бил Клинтон, тоа е ако броиме назад, ама тоа ако броиме на Фукујама да поразот, ако броиме назад, тоа е пред 20 и нешто години. Да, 25 години. Они прогласува крај на историјата и ова денеска што го прават као лудило во Америка и во Европа, нели, рефлексиите, па и во Македонија, со овие шарениве, тоа е уствари одјек на почетната идеја. Меѓутоа, таа нова ера од пред 25 или 30 години е веќе стара ера, во основа. Стара е. Не, сега ги бере плодовите. Таа само сега вистинската нова ера на политичката карта на Европа, вистинската нова ера, донесува враќање на националните и националистичките партии. Вака, вистинската на голема нова сцена ера, да го земеме као одбранбен имунолошки систем, природен, на еден организам кој е нападнат со нездрави, со болни вируси, опасни вируси, почнува само одбраната да се буди. Се раѓаат антителата внатре. Тоа што ги викаат сега националисти, екстремни, не. Тоа е будењето на одбрана, на самоодбрана на организмот кој е нападнат до смрт. Jer ti pazi, имаш сега ситуација каде што јас ке го земам на пример настапот на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски во Виница. Да сега за локални избори. Значи после ќе зборуваме за локални. Не, ама за настапот за избори. Човекот вика Македонија јас најде помрачување. Ја употребува таа реченица. За да излеземе сега, значи, од помрачувањето, народот треба, демек, нив да ги гласа. Да гласа. Добро. Прво, секој
човек кој знае што значи јазик и употреба на зборовите, треба да знае дека помрачување не е политичка операција. Помрачување е природна појава. Астрономска. Астрономска. За да излезеш од помрачување не треба ништо да направиш. Да чекаш. Ке си стаиш на очари и ке си гледаш кога ќе излезе сонцето. Но да го употребиш помрачувањето како политичка операција, не ти помагаат на очарите, за да не ослепиш. Ти треба акција. Ти треба да го тргнеш. Ама не можеш сам, ти треба народ, односно гласачко тело. За да го активираш гласачкото тело во таква операција, ти треба порака политичка. Јасна, да знаеш што ти мислиш. Која е неговата порака? Нова ера. Нова ера не може да почне ако нема Христос. Ако нема дата, нулта точка, сега Христос символично ви го кажувам, од кога ќе почне да се смета времето за нова ера. Пред и после Христа, да. Така? Стара и нова ера. Која е твојата порака за нова ера? Кој датум? Колку места ќе отвориш работни со странски инвестиции? Колку градинки ќе отвориш? Колку школи ќе молерисаш? Не е тоа нова ера. Нова ера да кажеш како ќе се сопре или како ќе се излечи она што е веќе направено као штета на македонскиот национален организам. Тоа нова ера ќе закажеш генералка. Тоа е нова ера. Генералка и ќе објасниш, пошто куќата се чисти темелно, ќе објасниш кои ти се приоритетите. Јас мислам, Милка, дека кога тој спомена Никола Груевски нова ера, он мислеше нов изглед на неговата партија и воопшто на државата овдека, а тоа е козметичка операција. Па не знам, политичка, козметичко-политичка, дека неговата партија од десница ќе оди кон центар и и дека од национална и народна ќе стане граѓанска. Тоа го мислиш. Добро, ќе оди назад. Тоа е враќање пред 25-30 години. Значи, тоа новата ера во Европа е сосема спротивно од неговата нова ера. Добро, и говорот на Трамп никој не го слушаше. Па јас ние 10 пати го цитирав. зборувавме. Не може, не е измислен начин на организација колективна на човечките заедници поинаков од ова. Племе, државна заедница, не знам, колективитети се знаат, човечкиот род, како и мравки, пчели, лавови, ова имаат предодредености. Дали ќе го речеме дизајнерот, дали Бог, дали универзум, владеат закономерности, имаат карактеристики тие заедници. Човекот не е само индивидуа, тоа е и збир од индивидуи кои се организира во колективитет. Нападнати беа и се уште се старите, новите ги рековме, тие се модернистите кои бараат нов облик на организирање на колективитетот човечки. Го разбива стариот идентитет, стариот, мисли дека со генетски инженеринг може да произведе, да речеме, држава на педери, што знам ја, на луѓе кои до ручек се осеќаат жени на пладне ни жена, ни муж, па после навечер мажи, значи со летечки, монтажни идентитети. Денеска се замишлям дрво, утре сум, не знам таму, камен, планина. Гледаш ти, веќе и се озаконува тоа. На децата им се забранува да користат полови машки, женски као израз. Мајка, татко како поим, значи као символ. Него морало да бидат родители. Значи се брише, темелно се брише. Добро, тоа ли е новата ера? Тоа ли е новата ера? Еве, ако судам ја по говорот на Груевски во Виница,
2-3 пати ја употреби Македонија као веројатно ориентација, као географски поим. Македонци ниеднаш не спомна, народ зборуваше за народ и пријатели. Драги пријатели, значи говор кој е буквално измиен од било каква суштина која ги измачува македонците како гласачи или како мнозинство во Република Македонија, како суверени. Јас не можам да разберам да идеш да прогласиш локални избори за референдум. Референдум е сериозна работа, да као одговор на политиките на овие квислинзи и да кажуваш ти дека да употребуваш поим нашата влада. Значи ја легитимира криминалната влада. Не, со самото учество на избори што ги организира амбасадор, он веќе дава легитимитет на нелегитимност. Па да. Он даде, уште со пржино. Он ја предаде својата функција. Нели се повлече од влада, стана трговачки патник. После тоа подпишуваше, све им попушташе, мисли и кажуваше дека знае што прави. Нас ни кажуваше као народ. И сега народот да го прозиваш дека ова е референдум и од тебе народе зависи дали ќе дојде новата ера или не, а да не му кажеш утре, доколку ми дадете доверба, утре ги поништувам сите платформи, договори направени на штета на македонскиот народ. Тоа не го кажува. После овие избори ќе закажам избори за уставотворно собрание. Тоа да им каже. Јер не може без генералка. Секоја домаќинка, секој нормален човек. Ама што значи тоа бидејќи тоа не го кажува? Што значи? Значи дека се пимпламе ние. Он ништо нема да смени. Он само ако победи, ќе го продолжи ова што ќе рече, еве, потпишаме договорот. Што да правам? Па као што направи предходно. Он не очисти она што беше последица и као ѓубре го носиме, го влечкаме и ја тонеме државата од рамковен договор. Од временат, од ова, како се вика, територијалната поделба. Тоа све си ескалира, си се надокрадува, ние ништо не очистивме, усред куќата Македонија ѓубре на сите страни, смрди, реа има. Се труеме од тоа, ништо не направија и едниот естаблишмент и другиот. Јас нема да кажам дека се исти СДСМ и ВМРО. Не се исти. Мислам, едно е да критикуваш она што не чини, а друго е да критизираш. ВМРО, ДПМН со ова раководство конкретно направи огромен исчекор во модернизацијата на Македонија, во решавање на практични проблеми, некаде со половичен успех, некаде со голем успех, но направи нешто што неколку одлични потези имаше, каде ја спречија распродажбата на македонската земја, значи улет ги фаќа тие кризни точки за кои историјата ќе даде големи, високи позитивни оценки. Значи, како ќе проаѓа време, ќе ги гледаме тие реформски зафати што ги направи даночната реформа. Значи, многу работи направи добри. Но во политичката игра одигра катастрофално лошо. Јас затоа ги викам курсисти. На нив не им испран им е мозокот, индоктринирани се и не гледаат. Не ја гледаат реалната слика. И сега не ја гледаат, не ги гледаат шансите што им се укажуваат. Други народи, дали со нивните, ете така да речеме, поинтелигентни интелектуални елити или ова, имаат капацитет да ги видат, да ги намирисаат новите трендови. Нашиве се као да се осудија, а со тоа и нас не осудуваат,
да трчаме секогаш по рачката на последниот вагон. И секогаш отпосле реагираме. Тоа кажува дека ние не сме оспособени да го применуваме собственото знаење, не и веруваме на својата интуиција, логика, него сакаме некој од надвор да ни потврди дека нешто сме во право или да ни каже каде да идеме, не си веруваме, тоа значи дека немаме се уште доволно само доверба. Ја она што го гледам, за овие локални избори, ако не го направат во овие 15 дена, не знам како ќе биде. Е ова. Македонскиот народ, суверенот на Македонија, се најде сега во една ситуација измеѓу избор змија и магаре. И како треба да испадне мудар за да одигра нешто без политички водство. Значи, ако, за тоа пишував, ама не знам дали ми е јасно на луѓето, ако имаш една ситуација, еве сите ќе ги отвориме. Бидејќи се работи за држава која е окупирана, разнебитена, а македонскиот народ е прогласен за, како да речам, стока за клање, која ќе се замени со нови говеда, свежи, кои ќе ги водат да гласаат за грст трева, значи тие се мигрантите што ги подготвуваат, не само кај нас, гледате во Америка, жестока борба е што повеќе илегалци да има за да им даеш статус било каков да гласат, да фалсификуваат избори. Исто е и кај нас. Пошто ЦИЕ го работи ова сценарио секаде, исто е и овде. И они види, или ке бойкотираат. Они мислиш на народ? Македонците. Еве 70% нека се. Ако ги земам и турци и поише може да бидат. Или, значи, 100% од тоа население жигосано ќе бойкотира и ќе ги остави празни гласачките места, ама тоа, значи, ако учествува, тоа е пораз и за ВМРО и за сите. И ќе го пушти бејли, пошто немаме нели цензус за излезност, не знам колку е, 5% ли, ќе ги пушти да ги пуни видливо, зашто отсуство на цел еден народ на изборни места, многу лесно камери покажуваат, дронови покажуваат дека си фалсификувал. Те фаќаат со смркнати гаќи. Или тоа ќе го направиш, или ќе излезеш 100%. Значи, колку си доеден, сакаат, болен, ваков, таков, сите на изборни места, редици да се снимаат, да се гледа, тогаш било кој фалсификатор не може да се спреми за операција, сите тие гласови да ги фалсификува и да напуни, да донесе, да речеме, пунети кутии. И тогаш ќе го фатат. Ние такви опции само народ има, меѓутоа не знаеш како ќе, пошто никој не го организира. Не знаеш што ќе прави. Добро, сведоци сме, Мирка, дека еве на овие сега собирање што ги има, дека има многу малку народ таму каде што организира СДСМ, а и таму каде што организира ВМРО ДПМН, кај што може да се очекува, тие може да организираат многу, и таму нема народ, и таму е празно, и у Охрид на почетокот беше празно. Добре, не мора да значи. Ако не се појават на митинзи, пошто народот 25-6 години се изнагледа митинзи со дзензање, музички numeri и такви, тупаниците и бусање гради, ништо не значи тоа. Кога имаш ситуација на ова што сега модерно амерички deplorable ги викаат, отпишан народ, тој или ке му прекурчи, нека ми простат на изразот, и ке излези и ке разбуца секој естаблишмент и ке постои правилна игра, или ке само ако му е докурчено влага у апатија и се повлекува, значи инхибицијата уште трае.
гнеташ и ослободуваш простор за уште повеќе гнев у тебе пред експлозија. Стварта е дека политичариве кои бараа предвремени избори и локални и не се уопште свесни кон што води ваквата политика и не се као да живеат во некои меури на самодоволство, они не го познаваат функционирање или како функционира човечки мозок во колективитет во опасни услови. Една искра треба. Еден човек треба. Као да речеме во Филипини. Цела раздрндана нација, инфицирана нација, да стане на нозе и да застане зад него. Значи, човекот, не знам, направи нова игра на Пацификот со една нација која не знаеше ни дали постои, ни која е, ни што е. Меѓутоа, да се вратиме ние овде дома кај нас, Мирка. Факт е дека од политичките пораки, дека и СДСМ клони кон центарот и ВМРО ДПМН клони кон центарот. Што значи дека Нема може идеологија. шампанско да отвори Васил Топурковски. Види, Како естаблишмент, тоа се веќе отуѓени представници на политичка класа. Значи, политичка класа као замена за средна класа. Пази, класите не ги прави естаблишмент. Класите се населението со своите интереси, реалниот човек. меѓутоа Они населението си живеат у свој свет. Сега, модерно е да речеме да неаме фаца у Европа, нели? Брисел е бирократска збирштина на неизбрани, неизбирани функционери. Политика продаваат. Ама ти можеш ли да запамтиш една фаца од тие? Немаат идентитет. Добро, ама што станува тогаш? Нашите се такви. Добро, меѓутоа народот има дел од народот сака центар, нема тука дискусија, тоа е нивно право. Ма што е центар, ти објасни ми. Добро, не знам што е од тие што го сакаат центарот, тие нека објаснат. Но имаш народ кој си ја сака левицата и крајната левица, значи тоа се Тоа се луѓе со идентитет. со идеологија комунистичка. Тоа е идентитет. Да. Значи тоа е една идеологија која ваква таква е една Има политичка порака спротивно за нејно. сакаат и десница, значи ке едно има. строго национално, националистичко, патриотско движење. Сега одеднаш ние сето тоа го снемуваме. Нема ни лева ни десна опција. Тоа е намерата, но нема да се оствари. Ке ти го дам примерот на Грција. Имаше класична, значи, по западна кројка, класична левица, пасок и класична десница. Имаше на маргините на левицата комунистичка партија, на маргините на десницата немаше фашистичка, подоцна се појави Златна зора. Наеднаш сите во Европска Унија се сплотија. И левицата и десницата станаа средна партија, односно центар. Центар не може да игра. Центар нема идеологија, има интерес. Пасок, исто како и Неа демократија, ги поддржува мултикомпаниите. Крупниот капитал. Левицата, работништвото го отпиша. Десницата кокетираше и со работништво и со интелектуал. Па тоа исто нели е кај нас? Па, кај се денеска Пасок и Неа демократија? Постојат ли? Тоа мислиш дека ќе ги задеси СДСМ и ВМРО Па да сега, помане? еве ти ги сега, републиканската и демократската партија у Америка, кај се? Берни Сандерс, веќе левицата почнува кон него да се приклонува. Десницата го има Трамп, додека не го потроши. Ако стане и он дел од естаблишментот, ќе му ја водат, десницата ќе му ја води Стив Бенон со движење народно. И тие ќе изумрат.
не може без политичка порака, а политичка јасна порака се праќа на твое гласачко тело. Ти имаш ли или немаш? Ако се откажеш од македонскиот народ, кое му е гласачкото тело на средната партија граѓанска на Груевски? Која му е? Кој се препознава у неговото? Тоа комунално движење ли е? Шо е? Има ли он политички пораки за куќата Македонија? Не можеш да имаш кај албанците порака, не пипајќи го нивниот идентитет и нивните интереси, а да го изнегираш твоето гласачко тело. И при тоа да му кажеш дека е референдум од кој зависи судбината на неговата куќа. А ти зашто си? Зошто ќе трчаш? Ако не сакаш да го спомнеш тоа, сите сме знаеле што се тие. Еве не знаеме, сакаме да ни се каже. Кој ја нападна Македонија? Зошто беше принуден? Кој го направи помрачувањето? Па не може ти да речеш помрачување, значи сакаш да заработиш со тоа што ќе шиткаш на очари за да не ослепам. На природна појава. Ова не е природна појава. Окупација на држава не е природна појава. Ама ние Странска сила дошла со помош на домашни предавници, ја окупирала земјата, го изфрлила суверенот, му ги одзела сите право, у цензура живееме ли ние? Живееме, дебело. Постојат ли медиуми денеска у Македонија? Нема медиуми. Го гледаш ли Сител? Дури иде и тоа, како се вика, благодарение на, знаеш, на вицот, да. Благодарение на дружбата со братската дружба со Советскиот сојуз, сега е 3,5. Тоа ли е? Во судовите апла се гледа политички притисок, ти се рашетуваат разни службеници, агентури, судски ходници, ги судат македонците што си ја бранеа државата влегувајќи у парламент, адвокат не му најдоа на оној... Јаден старец. Не е јаден. Добри шамари и подели на Гускана, Шекеринска. Така треба. Меѓутоа да го оставиш без одбрана. Ти гледаш како настапува еден националист од ковод, да речеме амерички. За 7 американци во АПС, американци кои веројатно шпиони биле, во Иран, он ти вика ја има војна да ви. Ти знае ли некој од овие што вика дека од политичката класа дека секој граѓанин на Македонија е драгоценост, а поготово нивните сонародници? Не може Едмон Темелко да се најде у притвор и никој да не писне, ја не знам. Писна ли некој? Не. А овој, како се вика, лепиот дечко од Кондово, го пушташ од затвор, гајлене. Силата на Црпко Заев извира од Бејли. Која ќе го нема Бејли или која ќе почне сега да се менја, доминова да се руши, ќе ги видиш истите ти, ама за глиста карактер ништо не значи. Ки иде ќе лази, јавно ќе се посипува со пепел, сгрешив, не мислев така, ќе те лаже. Но човек со достоинство вака не може да игра. Мирка, на овие избори ВМРО ДПМН излага, искрено да кажам, за мене запрепастувачки неподготвено. И јас сега почнувам да се прашувам. Дали е тоа нарочно така? Дали тактиката, или не знам што е веќе тоа, стратегијата на ова раководство беше како стратегијата на Бранко 98 година, која, еве, ние не ја разбиравме, да ја препушти победата на ВМРО ДПМН, тогаш на Љупчо, сега на Заев, Грујо на Заев, за они да ја извршат валканата работа, овие да дојдат на чисто. Да ја уништат Македонија, за овие да речат ние ништо не направивме, жими мајка, ние бевме со народ. Ама знаеш, нели, секоја реприза е као фарса. Не можеш ти
Просто е неверојатно да лебди во воздуха, да не чувствува дека се бара одговор. Зошто бе пријател седна на столче преговарачко во Пржино? И целите преговори ги криеше од народот. Не само ние да си правиме бајрам сумот, па дали краделе, па ги фатиле у кражба, па дали не знам шо биле, шо правеле. Ниеден таков зафат не оправдува вакво дејство. Дури да си првокласен крадец. Ако имаш политичка агенда и чест, и интегритет, ќе речеш крадев, затоа ќе ме судите, ама државава не ја да. Што? Па вака ние, знаеш што? Вака не осудија на тивко умирање на рати во име на демократијата, на меката диктатура, на глобалната мафија и фашисти. Не е во мода веќе. Не може. Еве, гледаш, толку е, така да речам, дегенерисан политичкиот систем стар на Западов, да у самата Америка веќе сите ја викаат банана република. Сега апла им е јасно дека кој бил на власт и кој е на власт и кој управува. Политички естаблишмент од две отуѓени елити, партиски, кои си нашле интерес и систем на лоби. Те кеширам, ти управљаш со државата и ти го носиш профитот. Све, целото гласачко тело испадна дека е негу отпишано, деплорабл. Си го заборал, не те ни интересира неговата судбина. Ќе си го замениме со нов век, ќе најдеме мигранти од Мексико, па кафеави, нели како ги викат, кафеави и црни човечиња, ќе зборат за бел расизам, а они увезуваат робови, ќе ги употребат после, не знам, ќе си заменат со некои нови. Но тоа не може да биде и излез или решение за Европа, каде што имаш темелни корени, длабоко ископани, формирани нации, да. И порано вика, да сонуваш да ја претвориш Европа преку Европска Унија во Америка, мора да си луд. Прво, во Европа имаш две искуства, односно три. Имаш кралства и кнежества и имаш републики. И во средина имаш неутрални оази, неколку. Сите искуства се пројдени. Со огромни граѓански војни, со цели периоди кај што војувале држава со држава. Имаш обид да го инфилтрираш фашизмот како еден поредок за сите. Значи, Хитлер е еден вид животинска фарма, се вежбала. Имаш обид да направиш нови видови човечки, зашто бил платен гениалниот, а луд Менгеле. Значи, све е тоа видено. Америка си го превзема како свое, како да го разработи преку овие служби како што е ЦИА, монстр служби. Работејки со маса народ, со експерименти со дроги, со перење мозок, со психолошки удари, со приказни холивудски, со она реалити шоуа. Тоа сум го пишувала, се сеќавам, у Пулс, со Джери Спрингер, моментот кога неговото шоу го превзема македонската телевизија национална. Ја им реков, тоа е отварање на врати за тие експерименти. Човечкото ѓубре да парадира во сеирџиска емисија, да го направиш народот екзибиционисти, да гледаат, или парџи, ние што ги викавме у парк, да гледаат туѓи несреќи, блјувотини, значи дното на човечкиот карактер,
и да го вежбаш на тоа, да го издигнеш на ниво на вредност, до каде дојдовме сега, сите телевизии во прайм тајм, значи меинстрим медиуми, продаваат ете такви животински фарми, не знам како се викаат тие реалити шоу. Најразлични, да. Катастрофа. Ја разбија психата на човекот. Тоа е влијанието. Така се работи. Кога сакаш да растуриш... Меѓутоа, што да правиме, Мирка? Значи, ние имаме политичка ситуација у Македонија следна. Значи, јас... Може да си запомни. Како не? Јас верувам и многу ми како јас. Барем толку многу луѓе ме среќаваат или ме контактираат. Јас не очекувам ништо од СДСМ и од Зоран Заев. Ја си знаеме со кого имаме работа. Види, ние излагаме... Тоа се Алјазана, Апашишта, Значи, продадени души и тука немам очекувања со тие. Мислам, нема што да очекувам, нити да се променат, ниту нешто да... Јас, као граѓанин, мене ако ме прашаш, јас ки излезам на избори. Јас ти ги кажав опциите. Не, сакам да ти кажам, значи излезам за да кажам, значи, дали ќе шкртнам, дали ќе гласам за СДСМ, не ми паѓа, за болест не гласам. Не, ама сакам да кажам, значи таму, ете, за таа болест... Ќе гласам за помалото зло, но од сега кажувам дека се лажат ако мислат дека не превеслале и дека одиме во нова ера со вакви пораки. Тој што мисли тоа, ние фактички, ако излагаме на избори сега, ја излагам за да покажам дека јас сум господар на реалниот терен. Сакам да кажам, Мирка. Бидејќи значи, имаме ни улици по кои да одиме. Значи, имаш една болест која нарекуваш ти, што е. Имаш пантличара и таму е јасно дека таму јас не можам да се фатам за тој столб, за тој анкер, за таа идеја. Нема таму стол. Нема ништо. Поред. И јас. И имаш другата страна, која реално 7 години беше Поише. 8, беше чврста, јака, доследна, со одлични идеи, и со таа тужба за Грција, и со 300 други чуда и така натаму, за која македонецот се фати. Се фати, ама очекуваше дека раководството ќе отиде чекор понатаму, па ќе излезе од тие класични банални шеми од претходното време, дека партизација е глупа работа, ќе инвестираше во патриотизмот. Не може ти, пази, здрава опција да гледа како крај очи гради физкултурни сали за духот да го дигне на луѓето. Требаше реформи сериозни во образование, се откажа, а казина на секој метар квадратен има. После тие 7-8 години да се доведеме у ситуација да еден недоветен човек кој вели дека е црпнат од нива, да влезе во влада, да го оценува премиерот и да не биде уапсен. Црпнат од нива, сака да каже, јас сум Божја промисла. Божја рука, Божја рака. Добро. За него американецот Бейли е Бог. Да не биде уапсен и да се доведеме у ситуација легално, легитимно, од мене гласан, избран премиер да се повлече, без да ме праша мене, кој сум го изгласал, мене како народ. Види, нас... Да се повлече од се и се што, да влезе во незаконско, противзаконско, противуставно одложување на изборите од април, значи со комплетно рушење. Тоа беше целиот парламент беше во оставка, беа закашани избори. Чекај да се разбереме. Исто така незаконски, неуставен. Пржински 1, Пржински 2, специјално јавно обвинителство. Он седна да преговара без барање, без мандат на македонскиот народ. Седна да преговара за излегување на Македонија од Уставот. Направија ли влада, ја не знам, со кој мандат, со кој ум, во кој имаше алтернативни министри. Па ете и за тоа зборувам. Значи јас... У последните 3 години ние гледаме апсолутно незаконско и неуставно однесување на овие од СДСМ. Тоа е нормално, за овие од ВМРО ДПМН не ми е нормално. Ама он рече дека ќе му каже на народот што се случува. Нешто не му кажа. Него скроз се повлече и се огради од сопствениот народ.
Стана трговачки путник, почна да шета по ова, за да не сметал унутра, да не им правил пречки на овие окупатори. А окупаторот, односно извршителите на окупаторот, многу пред да влезат на власта, изјавија дека ќе јадат живи луѓе, дека ќе менјаат све од портир до министер. Многу сме на чисто што ни И они си ја направи својата програма и ја спроведува. Сега не гледам зашто е другата политичка страна зачудена. Зошто се скандализираат? Така е. Мене да ми дојде Еди Рама да ме свика као и да рече ти има ова да го спроведеш или не. И ја да сум опозиција која за себе има народ, не е шала, народ, реален народ. И ја тоа да го одгледам со, не знам, со свиркање и галамење у собрание, тоа е незамисливо. Она што мене ми се објаснува вака од ваму, од таму, е не сакале да спречат као Сирија ќе сме биле. Ние не сме мали деца. Да ни викаат дека ќе дојде апото. Па ќе ти, да. Ние знаеме што значи кога ќе се спротиставиш на голем батков. На комбинација од големи батковци. Пошто тие сите се вазалчиња, го видиш. Шпанецот не може да ја реши Каталонија, отрча таму у Америка, војската од Америка што се истовари 2013 у Шпанија за да го спречи тоа. Ние знаеме тоа, но проблемот е што политичарите не знаат да мислат. А да мислат требаше ова. Балканот е ваков, по распадот на Југославија, по интервенцијата на НАТО, као политичка оставина на Бил Клинтон во историјата, ние ја правевме американската историја, дека он го пацифизирал, они ги направија војните, ги насъскаа едни на други, ги наоружаа, нели, народите, и после тоа ги седнаа на преговарачка маса. Дејтонски договор да го направат, по америчка замисла, Кумановскиот договор да го направат и Рамковниот да го направат. Со 3 договори, они се фалеа и мафтаа пред светот, еве го смиривме Балканот. Го решивме проблемот за секогаш. Америка ни во лудило, баш заради таа владеачка класа, политичка, пошто Клинтоновата фамилија е една од тие монструм групации со моќ. Не и паѓа на памет со оружје да го мава Балканот. Тоа значи сама да си ја изеде својата оставина, ништо не си направил. Меѓу другото, само Балканот и е позитива во историјата на војување последниве 70 години. Сите војни ги загуби Америка. Освен Балканот, немаше да ја нападне Македонија и затоа не е тоа изговор, тоа е лага на народот. Ама ако е тоа изговор, ќе не направија Сирија. Па зошто еден политичар или ако сакаш една политичка опција зима право да решава во наше име? Нека го постои тоа прашање пред сите нас. Не може да реши во наше име. Ама тогаш значи да ти признае дека нивната сила е имагинарна ако нема Миленковци, Мирки и ова. И така е. Да, ама тоа е опасно за нив. Тогаш ти владееш со нив. Ти им кажуваш дека се они твои слуги или служители. Зошто е твоето мислење, односно тоа мислење дека ќе станеме Сирија или било што, е исправно? Може да е неисправно. Може моето мислење, еве е твоето сега што го кажам. Ама ти тогаш не знаеш што значи колкава е моќта на манипулирање со стравот човечки. Море колкава е моќта на егото на Не, манипулацијата. Прво ти немаш ни еден доказ дека ќе те направат салата, второ не се такви околностите, некои сите да си седат да гледаат а тебе бомби да ти тресат, трето мораш макар да измислиш причина за војна и повод за војна. Не се сеќаш на Колин Пауел, не беше глуп човек, ама го натера да стои со епрувета од брашно. Да, и плюс и Македонија. Поводот за војна сега во Ирак
ти си останал без повод као гол окупатор. И за Либија исто беше. И настана што без разлика Либија, Сирија, Ирак, Авганистан, Македонија не е држава што има армија или било какви безбедности сили, која на било каква окупација не ќе можеш се да спротистави. речеш дека е непријател на Западот, бидејќи шупак на НАТО и на ова сме пикнати заради политичарите. Јас искрено Немаш никакви непријателски намери према никого и он, ако те окупира, јас колку пати сум рекла, НАТО треба да призна и да се избламира на јавна сцена, кој знае колку свеќи имаат палено, да речеме, русите, тоа да го направат. Оди изокупираја Македонија, која ќе ти нарипаме, кого си нападнал? Мирољубив народ, нико. Од сите страни си го окружил, нема ракетни, ама војска на НАТО има. Си признал дека си окупациона сила, бе. Си признал дека рекетираш, дека уценуваш, дека си мафија, гангстер. Тоа ќе, знаеш што значи морално да ја уништиш една организација воена од таков кали. Сигурно молеле да фрлат некоја бомба. Не, апсолутно игрите што ги играат и сега што во кои паѓаат ми кажува дека ние стварно имаме, ке ми простат на изразот, ама тотално неписмена политичка класа. Од Шикишана, од Кловнови, од Шутови, со оштетен мозок, не им работи логичкиот апарат, не гледаат, значи, пази ти да немаш политички форкаст, како се вика, политичка прогноза, да не гледаш какви ветрови на каде дуваат, што се случува по светот. Да го пратиш Зоран Јолевски кај Хилари Клинтон. Па не е само ексклузивно у Македонија, сите беа на пуканица, затоа се осеќаат сега како морони. Бидејќи и сега мора да му се клањаат на овој, па овој дзрцките им ги вади, пошто е егоцентрик и суетен. Меѓутоа, гледаш дека, па затоа и пропаѓаат, овие се веќе дегенерисани, испразнети политички субјекти, само на име се политички. Тие немаат суштина. Јас би очекувал од права политичка опција, да кажеме, сгрешиле со праќањето или сгрешил самиот Зоран Јолевски што отишол. Тој тука ли е? Не знам се бували него? Може си е на Флорида, не знам кај да е, меѓутоа очекувам некој да преземе одговорност или некој да биде повикан на одговорност. Погрешно, ние партиски, државно, било како владино. Сега ми кажуваше дека такво нешто не треба да се очекува, нели ти го кажав, овој синов го дава да го ликвидираат, и ќе го наградам тој што ќе го ликвидира ако навистина се докаже дека учествува во дистрибуција на дрога. Значи, за филипинецот изборам, ти викаш такво нешто нема кај нас. Па нема, затоа нема. Јас ти кажам, кога треба да зборевме за имаш филипинецот, решителност кога и зборевме за решеност. филипинецот и дека викаат ја ќе го убијам син ми, односно иде утепајте го. Да. Ке ве наградам, Ако е и ќе ги наградам тие војници полицајци што го утепат, меѓутоа ние пред тој филипинец сме 100 години напред, на пример ќосето си го има утепано братот. И вели и ја ако грешам и мене утепајте. Значи ние сме напред пред времето, значи, како држава, Сталин, како луѓе, како народ, као фигура кој му изградиле имидж на негативен човек или на отров човек. Прво, архивите се отворени, првата книга е напишана и тоа од британски автор, специјалист Дел Фиоре, од банкарска фамилија, ето од тие, од оние Рокфелери и од такви семејства, му ја отвори архивата, напишана е книгата за последниот руски цар, за Сталин. Човекот сам во представување вика, она што ние го знаевме како приказна пропагандна за него, во архивите е сосема друго. И во книгата, ја прочитав. Значи, неверојатно е, нели, Сталин му го заробија синот. Сакаше Германија да тргува со него. Пушти го бите го. Не може, знаеш, кај нас малку газето да ги заболи или као свиски црева се исповрзани тие естаблишментите и СДСМ и ВМРО и ДУИ,
сите едни на други. Ја тебе сердаре, ти мене ова, ке ти завршам работа, па ти мене ке ми завршиш. Фактички си гледаат за своите мали интереси, земски интереси. Не гледаат дека од нивните потези државата стана од самоодржлива во неодржлива држава. Значи, За крепостана. неодржлива значи дека е неспособна да организира. Ама нема држава, Кемирка. Па, Значи, еве нема кажи ми, ти граница, имаш ли? нема затвор, нема суд, Нема ништо, нема институции, устав нема, нема одбрана на ниедно странец, ниво. Джес Бейли е и председател, и медиуми премиер, нема, и ова, све. и шеф на позиција, и шеф на опозиција, све Ја, еден еве човек. види да те кажам што се чудам. Да речеме, Ѓорги Иванов го познавам. Подолго време сме се дружеле се. Човекот има морал. Значи, без оглед, ти не го познаеш, ја го познам. Има морал. Има чувство македонско. Па не се гледа. Има... нема срце. И мислев, кога веќе немаш срце, барем во одбрана на трошка чест, дека нема да седи во таа резиденцијата председателска, дека ќе си се спушти, бидејќи Джес Бейли е окупаторот И и председател ги на превземал сите прерогативи, уставот не важи. По устав он беше врховен командант, можеше да направи нешто, не направи. Странска Барем војска ќе му си влага. излезам, да. Ке си излезам, ќе речам, јас не сум веќе председател. Барем да му оставиш нешто еве на твоето семејство како спомен за тебе од која ќе те нема. Дека си бил човек, а не фикус. Он си седи, мува не го лази. Уста не отвара, прима некој, не знам, која се гледа во огледало, шо си вика? Немам срце, немам муда, нешто, не знам што. Кој човек со его ќе си признае тоа? Тоа се малку мина, многу боли. Да се видиш само суштина. Како си, па да се совладаш, па да се учипиш на свој внатрешни носечки столбови за да останеш човек со рбет. Јас сум си го прошла тој пат, знам колку боли. Да се видиш себе и да се мразиш себе кога ќе видиш што све мани имаш. Ако не знаеш како да си го изградиш карактерот од која си се срушил на составни делови, она не оди самоуби се. Јак си само која ќе сватиш дека човек си и дека може да умреш од моментот која ќе се родиш, било кој ден можеш да умреш. Но сега ќе си го организираш што сакаш, како сакаш, тој живот да го поминеш. Мирка, имаме екзактна ситуација после 100 и нешто дена од незаконската и нелегитимна избрана влада, од незаконскиот, нелегитимен, неуставен парламент, односно собрание. Имавме серија настани кои од 27. април наваму се наместија. Значи, незаконско избрано парламентарно мнозинство, односно председател на парламент, со група луѓе застанати во еден ќош каде што дигаат две раце и опозиција која како хорче на Јеховини сведоци скандира ова е пуч, наместо да станат да го испозабрана тоа и да се испотепа. Имаме влегување на мотивиран народ кој 70 и нешто дена излегуваше на улица, бранејќи ја државата и парламентот токму од таков незаконски акт, неуставен потек. И влезе народот и беше пуштен низ вода, а најхрабрите репрезенти беа испоуапсени или се сега со кривични пријави им се суди. Настрана, уште сабајлете во 4 саат следниот ден, значи на 28. Од нив се огради лидерот на нивната партија, ставајќи ги во категорија на криминалци и насилници. Број 1. Број 2, исто така изборот на председател на влада на Република Македонија, незаконски, кој веднаш почна со своите агенди, кои инаку претходно ги вети, а тоа е спроведување на така наречената тиранска платформа и подпишување на договорот со Бугарија, каде што... И не го заборавај ова што се крчка со Грција.
И добро, ова наназад. И каде што се доведовме во ситуација да два бугарски дебила као Красимир Каракачанов и Божидар Димитров дојдат во сред Скопје и ни се помочаат на сите на глава, сметајќи дека, како и на крајот на криштата 41 при така нареченото ослободување, кога ги пречекал дедо му на Жерновски, дека ете го финалното решение. Сето тоа се случува во серија, Мирка. Па окупатор, ако очекуваш окупатор да те испоштува... Не ја очекувам окупатор, очекувам опозиционата сила да се спротистави. Таа не се спротистави. Па не сакаше да иде у илегала. Види, членството на ВМРО... Дали е соучесник во овој криминал? Значи, нема да зборувам сега за членството. Членството си е... Не, зборам за врвот на партија. Па, тој ги даваше командите. Добро. Сега седете мирно, не излегувајте, дали е тоа не правите. соучесништво? Тоа ми е мене прашање. Па е, како не е? Во Тиранска платформа, во Бугарски договор. Вака, да речеме, јапонскиот цар ги пушти своите генерали да потпишат капитулација од кога им опна две атомски бомби на бродот таму, да. И во тој договор, значи капитулација под принуда на уништување, ставено е дека во име на тоа да се спречи уништувањето на јапонскиот, биолошкото уништување, значи генералите ги пушта. Има едно пасусче кој кажува која била нуждата. Во македонскиот случај претење со атомска бомба немаше. Не. Дури вака раздрнан колективитет у кој секој секого мрази на политичка основа или на фамилиарна или не знам, било која основа, не постои начин или не постои аргумент кој ќе ми каже дека македонскиот народ има болест генетска за само уништување, за да го снема и биолошки и било како. И дека во име да остане жив, ќе ја продаде куќата за да стане чергар. Сега ќе станеме ние мигранти. Ако го завладеат локалниот терен, овие квислинзи, Ниеден со фашистичкиот окупатор кој ќе им ги напише резултатите и судовите кои се и судиите клекнани да го аминуваат тоа, македонецот веќе нема што да бара во Македонија, него треба или да се бори со пушка во руки и со сите можни видови на отпор, за да ја тргне окупацијата и да почне да се ја уредува од корен. Или тоа, или не знам. Меѓутоа, Мирка, ја во затоа изборите предизборната оваа кампања и овие што се митинзи кои беа до овој момент, не видов ни еден градоначелник од засегната кандидат за градоначелник од засегната општина, ниту лидерите на партијата, кажеме како генералниот секретар Мицковски или председателот на партијата Груевски, не видов било што да кажат како ќе се однесуваат кон мигрантските кампови кои се планира да се прават во нивните општини. Еве како не. На нас ни кажа Груевски, водите сметка, опасно е. Еве, сега ќе ти кажам. Стратегија донела Црпко, стратегија за доселени мигранти и таа стратегија загрижувала. Тоа е најкоректниот, да, мислам, само е загрижен. Па види, јас сум загрижен са бајле ако не дам леп у продавница или да кажем... Јас вака ќе ти кажам, во овие 100 дена не знам многу што се дешава, освен ова што се отпуштаат масовно или се деградираат луѓето. Тоа ни го вети Црпко и го остварува. Ова што си крадат, тоа им е навика, ништо ново не е. Нели, Бранко уште кажа, нема да дозволиме редистрибуција на капиталот. Си го враќаат, они се научени тоа, да грабаат и да делат меѓу себе, ништо да не сработат. Да, ја задолжија државата за... Но,
Пола милиарда. Ни спомна редефинирање на Македонија дека правил Црпко, ама не кажа дека ние ќе ја вратиме Македонија на асном. Од корен. Ќе се вратиме на асномските. Носење на неуставни закони. Абе, устав нема, уставен суд нема, глас не пуштија. Уставот е прекршен. И сега, ова е заканата или политичката порака. Излезете, гласајте за нашите кандидати, пошто утре ова е референдум за темите кои он не ги спомиња, ама сите сме знаеле кој стои зад Црпко. Немој после 15 октомври не може никој да ни биде крив, ни СДСМ, ни ВМРО. Значи народот ќе биде крив. Народот не чини. Јас реков што е. Народот не чини. Нека излезе. Јас не можам да го повикувам затоа што немам таква моќ. Јас ќе излезам. Ќе излезам затоа што не сакам до последниот здив ќе се борам дека овој терен е наш. Реалниот терен кај што стојат нашите домови, кај што одиме, кај гробови на нашите предци е наш. Не го препуштам на никој. Нема да седам тој ден дома. Немам свој кандидат. Не ги ни знам, не ги ни гледам. Со овакви слогани, со оваква порака која ми излагаат, тие самите као да викаат немој да гласате за нас. Шо е тоа нова ера? Не. Генералка од овие, како се вика, од првата промена на устав до сега све има да побришам. Ке се вратам на извор. Гледаш каква борба е сега во Америка за уставот. Полека, не се кад Бранко Црвенковски кој да го гледам, која сега клечат на химна, не се јавуваат, не дигаат знаме, плюкаат по знаме. Така почнува тоа. На крај викаш, ова е моја, не е моја држава. Ниедна институција со устав, каде им можам ја своето право да го остварувам сега? Кога гледам судија, гледам платеник. Кога гледам, не гледам, фала Богу, ама кога би гледала телевизија, гледам, како се вика? Странска пропаганда. Ништо нема. Кога гледам политичари, идат на баци рака кај оној Морон, уште се плашат. Ја не знам од кого се плашат они. Од албанци? Дека имале пушки? Па за 5 дена се организира отпор, бе. Без пушки се организира. Кој мислат они? Овдека, значи, ја и порано реков, шумарот е важен. Ја политички фактори од овие не гледам. Никој нема срце да му се обрати на гласачот. Ја не знам на кого се обраќаат. На граѓаните. Абе сите сме граѓани, значи категоријално да зборим, значи они стварно не знаат. На кој идентитет, на која категорија, да речеме, граѓани. Сите македонци не се исти. Некои се крупни капиталисти, некои се муватори, некои... Кому се обраќаш ти? На овие. Ако е на овие бараат прво заштита на својот живот, на постоење. Јер ја ќе размислям за странски инвестиции ако сум жива, ако постојам. Ме избришале од сегде, поише не спомињаат во американски медиуми отколку овде, човече. И тоа, дури и тоа не го пренесуваат. Поише Хилари Клинтон не збори. Хилари ни направи слава заради неа што ја исмеваат, ги спомињаат македонците и Македонија, па уште оној, како се вика, тој Такер Карлсон, или како, пратиле од Fox News репортер у македонската амбасада у Вашингтон да побара мислење. Нормално, вика, честа на Македонија некој да ја брани. Честа гледаш колку е одбранета, никој ништо не зинува. Имаме Кобајаги Министерство за надворешни работи, поише работеа нас да не замолчат, ние бевме опасно, сме им правеле проблеми на нив,
Пошто секој што ќе дошол странец им викал тргни ги овие, тргни го Миленко, не и давај на ова старкава да зборува. Не гледаш, они гајле нема. Таму војна се води за слобода на говор, овдека никој не спомнува дека сме под ембарго, под забрана. Под страшен фашизам. Сега, нивно е да не ти даваат, мое е да си отворам канали и да лам. Тоа е. Значи, во окупациони услови не действуваш како во нормални услови. Се реорганизираш и си го тераш понатаму животот. Ти се бориш. Тој што сака да крене бело знаме и иде по линија на помал отпор, всушност на целиот народ му пратил порака. Дечки, не сметајте на мене, ја имам ниска точка на топење. Или што би рекол Геровски, Бабулето не ми стиска. мало бабуле. Не знам, мало пропусно, не знам. Човече, нормален човек, да му го одзема достоинството, да гледа фамилијата твоја, децата, внуци, баби, дедовци, да гледа како те прават пачавра. Па ќе ти пукне бе нешто од натре и ќе речеш... Добро, која е причината што не реагира најмакедонската партија? Што е, ете, луѓето што може да собере... Раководството на најмакедонската? Да. Па уште си мислат, уште сакаат да веруваат дека човеков знае шо прави. Види, Мирка, моје мислење. Ја не можам Не да мора го да сум кажам. управо. Меѓутоа, моје мислење, и ќе си го кажам моето мислење. Моето мислење е со, не знам каков е прав збор на македонски, ама имаат србите подилазење, нели? Удварање, не знам Добро, како. додворување. Додворување на албанскиот гласач и на странските амбасадори. Било што да направиш на тој план, нема да ти ги донесе тие гласови, од причина што тие си гласаат за нивни интереси и по наредба на нивните поглавици. Добро. Тогаш зошто го правиш тоа? Не, имаш тука една, како да ти кажам, грешка. Ајде. За да увезува бејли контингенти на изборите претходни, а и пред тоа ние знаевме, албанскиот народ е ист као горе-доле као македонскиот. Молчи, не се бори, витка глава пред сила. На два избори, ја, пошто многу албанци познавам и комуницирам и ми приоѓаат, се познаваме многу добро, они уважуваат кој ќе видат противник, тоа да знаеш, кој не ги лаже, кој во очи им кажува, ама и кој не ги мрази. И ми кажуваат дека на денот на изборите или пред тоа, организирано си мигрираат, си не наоѓаат гласат. изговори со докторско оправдание за да не излезат на гласачки места. Добро, се Ние така. ги гледавме, они не веруваат, они се разочарани у своите водства, ти вика само за своји интереси си работа. Добро, ама тоа не значи дека ќе гласат за Никола Груевски. Не, они нема за да него. излагаат, ќе ги надополнат, на Бејли му одговара. Седет и на Али Ахмети му Добро, одговара. тоа го процени. Седете си, Тоа го ние ќе процени ги и напуниме. пред последната своја колумна Сашо Ордановски. Они не излагаат, па и на Косово истото се дешава. Но, не знам дали се сеќаш кога почна масовно да младите да одат во Но, Европа. сепак, со такви пораки кон албанците и кон и кон овие од сериозните држави амбасадори, ти огубиш своето гласачко тело. Види, Груевски, мислам дека исто како Зајко, во разочарување, дошол до заклучок. Џабе е што бев послушен и исполнував све кон Брисел, што ќе ми каже, петка на рачето не ми ставија. Ме оставаа само да животарам. Може вака, без гласачко тело, ако покажам, он сега као да полага поправен испит пред Брисел. Може ако покажам дека сум доволно исплакнат сега, обезличен, нема да ми требат гласачи. Ке ме постават. Тоа е број едно. Тоа е број Мирка. едно. А второ е овие избори. Значи, ВМРО имаше врз ВМРО изборен инженеринг лани во декември,
во моменти кога ја владееше ВМРО државата. Значи, која можеше да го командува Министерството за внатрешни работи, да биде активен субјект. Сега е дефанзива. Сега во овој момент СДСМ, Бејли, амбасадите, албанците, криминалниот фактор, заинтересираните соседи, ниту еден нема да дозволи победа на Никола Груевски Лобода. Вака, значи, ако земеме сите причини да ги, ама без никакви аргументи, да ги разговараме, едното е дека го фатиле врвот на партијата во голем криминал. Тоа не го докажа ни снимки, ни сите други средства што ги имаат. Не Катица Јане, која Катица? Добро, не се ми ја рачунај. Па тоа ти се алатки на ција. Значи не алатките. Значи, ке излезеа на Wikileaks, на негде, као што излагаа за други. Такво нешто нема. Ја да, ама тука овие денови ги размислував. Ударот врз врвот на партијата, конкретно врз Никола Груевски, е всушност љутината на ција кон Сашо Мијалков, кој без одобрување на ција, на сеприсутната ција, вклучително и во врвот на МВР, не успеа да ги откријат акциите. Ја и порано сум кажала. Она акција у Бродец, изведена пред носот на целата агентура во Македонија што действува и на Косово. Значи, операција која се подготвувала подолго време во албанска средина, со албанци во МВР, на разни позиции. Целата операција, јас го гледав тоа видео, од укопување, сардисување на селото со македонски специјалци, со снимање на дневната агенда на тие терористи унутра, од кафе пиење, ритуали и све. Све тоа да се одвива пред семоќна таква организација со дрма по светот, не може да заборави. Нешто не можат, ја закопа, никој не збореше. 2-3 дена лаеше, како се вика, Теута Арифи, нешто човекот права, и на нив им беше наредено да ќутат. Уништени. Као добар лош пример. Тоа е едната. После тоа уследија уште неколку. Она у Арачиново кога упадна, кога таа операција послужи да се исчисти целиот потек, општа бежанија беше кон Косово на нелегални престојувачи албанци. Тоа беа све гласачи кобајаги. Тоа го исчисти и со диво населје беше закопот. Знаеа, откриена беше операцијата. После диво населје мораше се поднесе оставка. Диво населје пред да се активира акцијата. Почна притисокот, вртење, телефони, политичари, да ги пуштат да избегаат од јатачките гнезда, да не фаќаат, значи, да не ги бројат странците кои се утепали. Со инструктори внатре со све. Овие не послуша, падна као жртви 8 полицајци, ја изведоа до крај. Тогаш му рекоа на Зајко, иди таму сега, замешувај. МВР наместо да издржи, пристана да си ги ревидира оценките на мртвина, значи да го заташкаат ова. И тогаш, уствари, падна командата, развалјуј. Знаеш што мислам? Све друго беше ти што само викаш на почетокот од ова што го елаборираш, што викаш дека нема докази за криминални дејани. Јас сум согласен. Барем не се покажа ништо од тоа што вика дека големо, нели они за милиарди збореа за вакви глупости. Било какво судење за врвот на ВМРО, ДПМН, вклучително и на Никола Груевски. Било какво судење. Нема да е судење во врска со правда, неправда. Тоа ќе е политички процес. Добро, сите го знаеме ние тоа. Тоа ќе е политички процес и одењето во затвор ќе е политички процес.
Ама сите го знаеме, меѓутоа Значи, тука нема тоа беше, не беше два... Или затоа ја викам, овој документ, ова ова е изјава. сосема друго. Ова е, како да ти речам, немање срце да одиграш до крај, не знаеш, во себе немаш сигурност. Изговор е дека ќе си бил Сирија, изговор е дека ќе те тоа парчат. оправдување пред. Прво треба да знаеш дека Америка, односно додека е жив, гледаш како се бори Барак Обама да не му ја уништат оставината историска. Па ти Бил Клинтон ли ќе дозволи? Па како и Тони Блер. Не гледаш, па тоа е проблемот. Он сега ќе дозволи единствената точка светла, дека еве го смирил, го дебалканизирал Балканот, сега ќе го уништи. Па срам до срам им е. Турција пуч направија, не успеа. Овие дека у Египет го дозволија пучот, ама им избега од контрола пучистов, не бил црпнат. Либија, еве ја катастрофава. Сега се они, како да ти кажам, мивка. Го ослободи Афганистан, сега ќе идат пак да го ослободуваат. Ирак го изгубија. Се борат у Сирија, барем прстот од левата нога да им остане за да бидат на преговарачка меса за Северна влијание. Кореја не сме да пипнат. Видиш ти Судан, го поделија, па сега не, више го извадија и од листа на оние црна листа за мигранти, сега ќе гледаат пак да го стават, зашто секоја држава што ја растурија, им е негатива за нив. Еве ти Курдистан ќе го правеа, ги пимпла, го растураа Ирак, еве го сега против се Курдистан да направи држава. Они си играат дрндупки, бе. Кажи ми, ќе запали цигара? А ти ги, ако ги слушаат нашиве политичари, ти кажуваат дека стварно се курсисти. Тоа ми личи мене као на која се распадна Југославија. Ти им викаш пред очи, абе се распаѓа, се распаѓа. Перо Гошев, големиот мангу, не се секирајте, нема да дозволиме да се распадне Југославија. Не, да се распадне партијата, пошто, нели, во СДСМ владее уверување, Никола Поповски го кажа тоа во своја колумна во Дневник, 98 година. Што ќе ни е држава ако ја растуриме, ако ја изгубиме партијата? Значи, не што ќе ми е партија ако неам држава, него што ќе ми е државата ако партијата не постои. Ете, тоа е и сега. Сега да те прашам. Ја во својата младост и се уште бев навлечен многу на Алан Форд, стрипчињата. И ја, сега ние дојдовме у годините кога веќе не сме Алан Форд, него сме таму на кај број 1, на кај тие. Тако, ама не е лошо да си ги прочиташ, тие се вечни. Број 1 имаше еден магичен тефтер, кај што вадеше све, а гледам и ти доја со тефтер овде. Па ми наликуваш на тоа. Не си запишувам мисли. Има ли нешто од тефтеров се што за мојиве гледачи, а твоите обожаватели нова ќе ера, значи без порака му излагаш, еве тоа е главното. На овие избори главна мана на ВМРО што ти покажува дека не се имаат они совест, свесни се што направија, ама не ќе да признаат. И ти излага со најбезвезна порака нова ера. Нова ера да дојде, ти кажав, мора да има клучен настан. Изборите сами по себе не се ако нема порака. За да има порака, ти треба да имаш гласачко тело на кое ја испраќаш. Трамп рече, ќе ја направам Америка голема. Да, make great again. И кажа, ја, американскиот работник, пази, капиталист од реален сектор, единствен има 3 чисти да спомне работничка класа. Другите не, еве, републиканци, демократи не, граѓани имаат они. Ние со таа шема, јас реков еднаш ке не утепаат кројките од бурда. Тие се учат на курсеви. Джепот стои вака, под овој агол, така ќе го спроведуваш. Се додека не излезеш од тоа, ти си у шема. Шемите, нели кај нас имаш изненадување од изборни резултати, се сеќаш? Да, Ивица Боцевски и Кога им Влајко. кажува 120.000 ќе биде разлика,
Не, ќе биде Што вика Влајко и Боце? По стари шеми. Не, шеми, не, матрица е погрешни шема. матрици употреба, да. Не, точно Па збор. исто у америчките избори се Погрешни матрици десили. употреба. За Брексит се десили. Ти нонстоп за да фалсификуваш, во Франција мораа да ги фалсификуваат избориве за да победи ова Копитово таму. Што ќе правило Европска федерација. И тој многу напреден. Пољаците ќе се излегуваат. Сите ќе му отидат сега веќе и Варуфакис им предвидува уште 4 години и толку. Максимум некој што даваат тие се тем песимисти 10 години. Мораш или ќе биде светот изграден од национални држави или држави на суверени народи, а политичарите ќе бидат слуги на тие суверени и ќе ги спроведуваат нивните интереси, или ќе биде, ја викам, општа калакурница, влегување у фашизам, во кој нема да се знае кој е човек, а кој е земјанин, кој е дрво, кој е... Да те прашам на крајов оваа емисија, а најавувам дека ќе правиме уште една допред самите избори, ќе има уште една емисија со Мирка. Да те прашам, бегањето, политичка проценка, бегањето на ВМРО ДПМН од десница кон центар остава празен простор, политички. Ке се појават. Миленко, нема празни простори. Тоа сега, многу пати сме кажали дека мене во емисија нема празен простор у религија, неприродно е. У политика и така натаму. Веќе постоечките најразлични опции на овој, она, едно, друго, трето, на бивши полицајци, такви службеници. Све тоа е изумирање. Тоа е ништо. Дегенерација. Може ли да отиде ВМРО, а овде да остане празен простор? Не може. А може ли да отиде да биде без ова раководство? А може ли ВМРО да отиде кон центар, а да ја контролира и десницата? Крајната. Не може. Такви и тоа се ГМО решенија. Нема, вака, човечкиот мозок, многу пати сме кажале, ама не можам да објаснувам овде, бидејќи се работи за наука. Човечкиот мозок размислува под прав агол. Така е дизајниран од дизајнерот. Не може такви интервенции. Значи, не можеш да бидеш ни риба, ни девојка. Не можеш да играш и ваму и таму, а никаде. Не може. Одгледај го во Алабама сега, ноќеска што се деси, ќе ти биде јасно. Не постојат такви хибридни решенија. Јасна порака сака. Јасно дефинирана низ пораката политичката програма. И да нема лажање, jer таа порака ја проверува суверенот на терен, секој ден. Значи ти, овој пак да бидам најасно, критикава што ја упатуваме сега на политичките субјекти во Македонија и нивното поведение кон суверенот, македонскиот народ и сите други што живеат, а се лојални на Република Македонија. За квислинзи не разговарам, не важи ова. Овој пат, ако ја изберат варијантата А, да излезат на избори, да излезат масовно, не за да гласаат затоа што се согласуваат со исплакнатата порака на Никола Груевски, кој нема храброст да го спомне македонскиот народ. Тоа ме чуди стварно, добро. Не да гласаат за естаблишментот, туку да гласаат за себе против квислинзите. А тоа значи, ако е избор на ВМРО, нека биде, тоа е привремено. Ке бидат под притисок после изборите од истиот тој народ што ги гласа, да бидат под притисок дека се под такво сомнение, да нема да смеат чекорче да направат без да го прашаат, да го консултираат мислењето на мнозинството. Тоа е едно. Значи, јас не сум за, или сум за тотален бојкот, за да пропаднат ни ВМРО да не излезе, ни СДСМ да не излезе, Бејли да мора сам да ги фалсификува, што нема да му биде, како да ти кажам, за добро на него. Него ќе биде разобличен на општо ниво.
Или да, значи, да бойкотираме скрол, а никој не повика на бойкот. Или кога веќе вака сме неорганизирани, само иницијативно, како само свесни македонци, да излеземе на гласачки места, ќе заокружеме кандидати на ВМРО, на, како се вика таа, еве и на Стефче Јакимовски, има што да заокружиш, овие да не можат да ама масовно ако излеземе, да не може да наполнат кутии и да си играме дмдупки како на прошлите избори, еден глас, два гласа. Тоа се опциите. Сега секој со својата совест. ВМРО има, не ги знам, не ги познам сите, нешто што познам, даде извонредни кандидати. Да кажеме што знам, Кендо, не знам, старите... Ама ја не зборам за... Жика, Борче... Слушам, у Кавадарци има добар, у Новацици има, не знам каде. Новаци, сигурно има извори, добри. така, значи, саглам. И тука е неспорно дека се... Меѓутоа, агендата да на митинзи не се споменува македонски народ. Така. Не се значи, споменува да македонци. За локални избори, точно, во нормални услови, за локални избори збориш за најдобриот кандидат, ке гласаш за оној што живе и го познава тоа население. Но овдека водачот на таа партија рече дека ние одиме на референдум. Референдум е повеќе од избори. Односно, кажуваме што мислиме за окупаторот и за квислинзите. Не се користи зборот македонски народ. Мене ме прашуваш. Македонци. Зошто? Мене ли ме прашуваш? Од кога? Па ти даде одговор. Рече дека ќе иделе у центар, ке станеле граѓани. Кој знае од кога не сме чуле она дека, не знам, точка таа и таа од договор, програмата проширена надградена, дека нема да дојде до промена на име, односно ќе биде програмата за новата ера ја соопшти во своја колумна Влахов Мицев. У 10 колку беше точки, сите. Само што ја прво ќе го ставев избори за уставотворно собрание. Мора да се направи. Добро, ама тоа не е програмата за новата ера. Тоа е програмата за новата ера на Влахов Мицов или на нас. Или на овие овде. Ама добро, ама сега види, значи политичарот денеска е, утре ќе си оди у пензија или ќе си менја професија. Сите, фала Богу, имаат и резерва. Значи, не збориме ние за тоа. Ние збориме сега избори измеѓу Змија и Магаре, значи сега се одлучуваш, сега можда не е соодветна споредбава, но јас сакам сега, купувам време. Ма знаеш, у која ситуација сме биркани? Вака, го оставам теренот под владение, еве, на македонското мнозинство. Со кандидатите на ВМРО. Тоа е одлично за моментално. Значи, ние сега треба да бидеме политички пописмени од овие што ни се водачи. Значи, со тоа обезбедуваме за кратко да не може овој да ми цапнува окупаторов со овие квислинзиве и секакви, да не ги изборам, осливени, накалемени. Значи, кога теренот го владеам, можам да организирам на тој терен нови избори, облици на протести, на отпори, на све. Му праќаш порака и преку ваков настап наш на естаблишментот на таа партија да се скурдепса последна минута им е, jer после тоа каква средна опција, каква тие изгубиле идентитет, можат да одат во трансджендери кај сакаат као средна. Знаеш како ми личи ова, како оној црногорецот дедото, мене се стрељали. Они мислат така ќе им биде. На тој виц почна да ми личи. Тоа одавна личи, затоа ти викам. Мудроста на народот е феноменална. Кога ќе почнеш да си бараш изговори, мене ми личат на Стојан Нандов, што цел живот праеше тоа што праеше, све вака во полза на Македонија и на крај ти вика, а може ли во епитафот да ми пишува дека мене ме стрелаа? Не бе, пријател. 2008 година со цел памет на народот му се обрати у фокус, да сме си го си го смениме малку името, ништо не боли. Да, и ќе дојат не знам колку... И 270.000 македонци утре ќе се запослат во Грција.
Па, сем вакнин уште и го доработуваше тоа дека кои професии ќе се барале, од водоинсталатори до не знам што им требало на грците. По 8 дена, рок на Грција со должничката криза, милиарда долари, не, како се вика, 1000 милиарда долари им е долгот, уште 300-400 години не можат, они каматата ја плаќаат затезна. Сега и тоа им поклањаат, им инструра. Не може да се кренеш. Толку се политичарите во Македонија. Толку се. И култниот Никола Поповски, министер на надворешни работи од естаблишментот на ВМРО ДПМН, со цел памет кај тебе у емисија ни кажа, која ви е политиката бе надворешна за Македонија? Вие знаете, ние одлуки, како ги носите одлуките? Ги следиме одлуките на сериозни држави. Таква ли поделба ни напред тука, усред студио? Овде седеш. Не можев да се соземам. Сега испадна дека сите републики, сите држави сериозни биле банана републики, вклучително и Америка. Управувани од тајни служби, од Deep State, што ги викаат, од центри на моќ, конгломерати, и не може да се очисти човештвото од... А сериозната држава као Америка ги должи сите можни пари на несериозната Кина. Да. И сега се чудат, се закануваат фино. Значи, многу ми се свиѓа одговорот на Лавров. Вие знаете ли која се заканува? Знаете ли која е Северна Кореја? Прво, ние сме под обсесија на приказни. Ние уште сме заробеници, веруваме у легенди. Не знаат кој е. Прво не знае нашиот другар Чилиманов, кој тврдеше дека Америка ја ослободила Кореја. Не знае дека е поделена, окупирана територија на еден народ кој, пази, технолошки, иако имал големи судири со Кина, кинески, технолошки бил на толку високо ниво, да речеме Каќушата, што мисла дека е измислиле Руси или не знам кој. Каќушата е измислена 1304 година од корејски научник. Значи, писмен, способен и со нагласено чувство за заедница. А како се уредувале робови, господари, класи, тоа е една работа. Но такво е чувството за заедништво кога да гледаш мравки. И ово им дава изјава, бе вика, луди сте вие, ако мислите дека сте исплашиле некој. Таму народот е спремен да јаде стакло, нема да се предаде. Второ, тие не се спремни, не се неспремни. Изграделе под земја, длабоко, такви склоништа, такви коридори, со такви складишта за храна, за све, да вика, овој, како се вика, кинески, севернокорејскиот министер, и неговиот руски колега, кој студирал во Пјонгјанг, кој живеел таму, вика, тие има таква самосвест. Не е тоа режим, него самосвест дека се бранат за обстојување, не само за себе, него и за своите роднини во Јужна Кореја. Ако тие биле слаби и никакви... Од 47 година почнале да градат. Нивната ракети што си прелетуваат преку Јапонија како воз на железничка станица ќе беа срушени и од американците. Знаеш ли кои хакери има? Меѓутоа никој не ги руши, оти се имаат страв. Каква силиконска? Абе, вака, ние кога верувам, ние као Боријан Јовановски, така не учеа, нас толку знаеме. Не се ни трудиш да откриеш нешто, да излезеш од приказната и пропагандата што ти ја шират, за на крај ти сам ќе почнеш да се осеќаш глупо кога гледаш дека не иде така. Нели твојот гостинов дека од Швајцарија или кој беше, која рече, се вратил од Иран, шокиран. Да. Од универзитети, библиотеки, образование, висока култура. Па шокиран е затоа што ние само представите ги имаме. Ја така се вратив шокиран од Белорусија. Не сум видел почиста држава, поорганизирана. Значи, нема невработеност. У Северна Кореја нема невработеност. Не, ја не сум знаела, сега дознавам дека Северна Кореја има моделот на Кина го следи и има приватен сектор.
Никој нас не ни кажува тоа. Дека селските стопанства се организирани како приватни, дека имаш фирма, дека можеш... Никој, он ти покажува тоа што сака. Добро, тоа е логично. Не е логично, тоа Логично како така, пропаганда ама тоа зборот. кога ти гледаш имагинарно, како од CNN што ги гледаме у студио како ги снимаат и мислиш дека е на ратишта, а уствари си снимаат филмче, у ботанички а затоа градин. Холивуд застанува за такви проекти. Затоа што ние фактички као застава филм приказуе, ти даваат пропаганда, ти ја примаш преку телевизија, преку медиуми, политичарите ти ја сервираат као единствена опција и ти фактички немаш реална представа за својот живот. Да констатираме на крај, Мирка. Дали си согласен со мене? Ние у овој момент Македонија не е функционална држава. Државата не постои. Па вака сега под окупација држава функционална ли е? Не е. Затоа го носиме ова. Ме брани ли некој? Јас сум у концлогор. Дали сакат сапун да не варат? Или да не експлоатираат као кокошки, као бройлери, да не колат кога ќе ни дојде времето? Не знам, еве гледаш, ке не заменуваат. Со свој народ, кога Значи, нема да им чини некој нов робски свет ке си Не познаваме субјект, односно организација, односно државен апарат кој функционира во овој момент државно. Све е под Ти контрола. познаваш, констатираш или ме прашуваш? Те прашувам. Нема. Нема. Има ли? Нема, ја мислам дека нема. Готово е тоа. На локално ниво, нели, тоа што функционира по инерција, институциите се гледаш какви. Ја, колку што разбрав, на годишни одмори се замориле од работа. Не се учени тие да работат. Министерот за надворешни рече дека ќе фати на шарм грците. Па шармантен е. Многу шармантен. Ке се напупи и ке вози мишко. Ќе биде овој. Неуставниот и нелегитимен премиер објави дека збори течно српски и англиски. Еј, тоа види. Тоа се одушевив, не знам, рикав дома. Мислам, многу забавно е. Ако е страшно, знам дека ќе се бориме, знам дека овие ќе рикнат. Сами по себе. Но ти да го видиш, човекот со говорот, они видиш дека као основно по шаблон им ги пишуваат. Темите што се расправаат. Глобално затоплување, Екологија, нешто, да. држме мајко. Северна Кореја. Мора да спомне, он по домашно. Види бе да плачеш за Советскиот сојуз. Па ние да сакавме Советски сојуз да бевме, Тито немаше да му вика не на Сталин. Некој да ми го... Па ние у Македонија не дозволивме ни Црвена армија да ни влезе да не ослободуваме. Свеќаш, победници чисти во војна против фашизмот, у живите 4-5 држави европски кои не прифатија фашизам и квизли не го дигнаа пушка на рамо. Луѓето кои добија како награда, не зашто не сакаа, дури и Европа мораше да заќути, барем да се формира на едниот дел македонска држава. Па ние сме подписници, бе, на актот со кој се основани Обединети нации. Подписник е Македонија од Југославија. Министер Чучков. 100 пати сум го кажала. Со овие 5 членки на постојани членки на Совет за безбедност као воени победници, во кој Франција со 270 партизани вкупно и легалци учествуваше, Македонија е шестата таму, која ги направи правилата во кои се загарантирани темелните акти на Обединети нации, дека секој човек се раѓа слободен, самоопределување, слобода. Тие беа во Асномскиот устав. Асномскиот устав 12 интелектуалци на чело со Ченто го напишаа, меѓу другите и Киро Глигоров. Во кој копија е на Американскиот устав. Првиот амандман, вториот амандман, све да го земеш, да го читаш. Тука се и линденците, тие беа одушевени од Американската револуција. Значи, ти си ги имал сите алатки за да се
развиваш. Случајно ли беше Европската уставна комисија на чело со Бадентер, што Македонија ја стави на прво место и Словенија на второ, дека единствени ги исполнуваат услови за држави. И тоа не си го профермавме. Зошто? Зошто почнавме, како да ти кажам, луѓе со слаби бабулиња, курсисти, лакоми за пари, за моќ, недостојници. Почнавме да ги издигаме во политичка класа и да им ги предаваме нашите судбини во нивни раце, без да прашуваме. И еве до тука дотеравме. Експлозијата ќе се деси во моментот што овој што шармира таму ќе реши, еве сега влеговме во НАТО, ќутете си. Тоа значи веќе е окупација, еве као у Шпанија. Ај сега ја чекам да видам Каталонија што ќе направи, па да видиме исходот каков ќе биде и во остатокот од Европа. Мирка, ти благодарам за гостувањето во ова прва од двете емисии кои ги планираме. Тефтерот ќе го надополниш умеѓу време. Ма зашто јас свеж од тефтерот ти кажав само? Нема умеѓу време, пак да, нели, ќе има други настапи. Пак има сигурно. Ти благодарам уште еднаш. Остануваме вака бележени како евреите во... Ова ќе му ја послушам порака на Груевски. Која? До народов, до граѓаните и пријателите. Со крената глава и без страв да гласа, ако сака да заврши помрачувањето. Тоа ќе го послушаш. Ќе го послушам. Као ти као граѓанка. Без наочари. Ќе гледам помрачувањево кој ќе стане сонце. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето во емисијата. Тоа беше мојата емисија со Мирка Велиновска. Ви благодарам на вниманието. Гледајте ме следниот викенд. Пријатно и со здравие.